Нова работна седмица од месец октомври. Добро вечер, почитувани гледачи, ова се вести на програмата на КТВ. Покрај уредувањето на централните подрачја во 3 населени места од општина Росоман, ќе се дозавршуваат и улици. Проблеми неретко има со имотно-правни односи. На тие места ќе се работи по дефинирање на статусот. Покрај уредувањето на централните подрачја во Трстеник, Манастирец и Паликура ќе се дозавршуваат и улици. Онаму каде работите претходно биле запрени, сега продолжуваат, а нема да се работи се додека не се дефинира статусот на улици каде постојат нерешени имотно-правни работи, информира градоначалникот Стојан Челазов. Во централните подрачја на трите населени места, значи како што е Манастирец, Трстеник и Паликура, ќе бидат комплетно опфатени со тротоари, со ивичњаци, со сета, значи со сето уредување како централно подрачје градско селско како сакате, но исто така имаме во тендерот и улици кои што ќе ги дозавршиме, ономо каде што ни дозволува, значи кај што ни дозволува да е улицата на имот на Република Македонија, значи да не се воде на некој приватно лице и нормално дека да обслужува поголем број на граѓани и домаќинства. Ќе не останат многу мал број на улици кои што имотно правно не се решени. За жал, значи мора да објасниме на граѓаните дека ако имотно правно не е решено, ако не е на Република Македонија, барем еден дел да зафаќа во приватна собственост, додека не се донесе урбанистички план, додека не се откупе самото тоа место, не може да се граде, односно представува прекршок на законот, а после, значи, покрај добрата намера да помогне, треба да паднам во колизии со закон, значи, да имам некој, да не речам реперкусии, тежок збор, него би имал проблеми со тој дел, затоа се оставени, значи, проблематичните улици, малите, затоа ги викам мали, кои што задират во некои приватни собствености, значи, општина Росоман нема урбанистички план. Урбанистички план на општина Росоман во овој момент се готве, го очекуваме негде до крајот на нова година да биде завршен, така да за Росоман ќе ги завршиме сите овие улици кои што би имали и проблеми и во проширување и во се, она што значи изведба на улицата и нормално дека исто така во Росоман ќе продолжиме оптимално да ги користиме средствата за решенија кои што ќе значат тротоари, улици, пошироки, како што далекува на една градска населба кој што планираме во еден период да Росоман прерасне, а за другите населени места, значи исто така, таму кај што ни дават условите, ќе почнеме од ова година да ги градиме тротоарите и потоа да асфалтираме повторно таму кај што е веќе асфалтот до трајан, значи со нов асфалт, на некој начин да направиме модерни сообраќајници кои што ќе му служат на граѓаните многу повеќе. Градежните активности се одвиваат според планот, ќе се работи се додека дозволуваат временските услови. Планираното за оваа година ќе биде завршено, информира градоначалникот. Од црната хроника, 56 годишен жител на Росоман е пронајден обесен вчера попладне околу 17 часот во помошна просторија од домот, информира денеска од Министерството за внатрешни работи. Според пријавата станува збор за лицето Д.Ј. родено 1960 година. Случајот бил пријавен во Кавадаречката полиција вчера попладне во 17 часот и 15 минути. По извршениот увид од екипи на полициска станица од општа надлежност во Кавадарци и јавен обвинител од Велес, телото било предадено на семејството. Сдруженијето на пензионери Кавадарци официјално стана збратимено сдружение со Сдруженијето на пензионери од Лесковац. За кавадаречките пензионери ова е прва соработка надвор од Македонија. На 4 овој месец Сдруженијето на пензионери Кавадарци ја потпише официјалната спогодба за збратимување со Сдруженијето на пензионери од Лесковац, Република Србија. Ова е само почеток кој ќе значи развој на спортот, културата, фолклорот и уметноста преку заеднички активности на двете сдруженија, вели за КТВ председателот на Сдруженијето на пензионери Кавадарци Ристо Анѓушев. Потпишувањето на спогодбата се случило на прославата по повод 70 години постоење
заседание на Сдруженијето во Република Србија покрај пензионерите од Кавадарци. Присутни били и пензионери од Бугарија кои исто подпишале спогодба со Лесковац. Соработката веќе ги дефинира и првите активности. Овој месец нашето здружение ќе гостува во Лесковац со пеачката и играорната група, а во ноември тие ќе бидат наши гости, информира Анџушев. Лесковац е интересен град, нивното здружение брои околу 15.000 членови пензионери. Се чувствуваме некако сродни и задоволството е обратно, додава председателот. Инаку за Сдруженијето на пензионери Кавадарци ова е прво збратимување надвор од Македонија. Повеќе од 10 години Сдруженијето е збратимено со Кочани и соработката одлично функционира. Инаку контактот со Лесковац започнал пред неколку месеци, дознаваме од Анџушев. Првите планови за соработка се родиле на манифестацијата во Куманово, каде покрај 3 здруженија од Македонија, меѓу кои Кавадаречкото учествувале и Србија и Бугарија. Дружењето е убава работа, ние сме пензионери и друга обврска немаме. Во третата доба не релаксира само дружбата. Со особено задоволство веќе правиме планови некаде во ноември по завршувањето на реконструкцијата на Домот на културата да ја организираме прославата 70 години пензионерско организирање во Македонија и да ги пречекаме нашите збратимени здруженија од Кочани и Лесковац. Тогаш ќе следува подпишувањето на спогодба за соработка помеѓу трите здруженија, најавува председателот на Сдруженијето на пензионери Кавадарци Ристо Анџушев. Редовните прегледи на лекар се најдоброто оружје за заштита од добивање рак на дојка. Октомври – месец за борба против ракот на дојката. Ракот на дојката е најчесто малигно заболување кај жената во светот и во Македонија. Со рано откривање животот се продолжува, а жената има огромни шанси да биде излекувана. Со редовни превентивни прегледи за оваа болест се остава добар пример за другите жени. Ова се само дел од причините што треба да ги натераат жените редовно да одат на прегледи за овој вид канцер. Во Македонија се развива свеста за оваа болест и се повеќе жени прават превентивни прегледи, но тоа оди многу бавно. За да се натераат, да си помогнат, државата почна со организација на така наречен скрининг, со кој дел по дел, по претходна покана, жените одат на прегледи. Во Националната комисија за рана детекција за рак на дојка се надеваат дека за 5 години скринингот ќе биде поставен на цврсти нозе, а многу побрзо, успешно ќе заврши едукацијата на радиолозите за работа со новите дигитални мамографии, апарати што се сметаат за златен стандард во откривањето на овој рак, но и дека ќе се направи подобра соработка со матичните лекари, кои всушност и ги мотивираат жените за преглед. Карцином најден во рана фаза има 80% можност за излекување, велат од Националната комисија за рана детекција на рак на дојка при Министерството за здравство. После 75 години од споменот на 11 октомври и на народно-ослободителната борба не бледне. Наследството кое ни го оставија македонските борци, слобода и мир, нема да дозволиме да ни биде одземено и загрозено, вели меѓу другото градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов во својата честитка до граѓаните по повод 11 октомври. Почитувани граѓани, нека ни е честит 11 октомври, денот на народното востание. На овој историски ден во 1941 година во Прилеп започна востанието против фашистичката окупација и беше најавена организираната народно-ослободителна борба. Преку оваа борба нашиот народ на најдобар можен начин го докажа својот државотворен капацитет и право на изградба на самостојна, суверена и слободна држава. Токму со 11 октомври и народно-ослободителната борба застанавме на страната на антифашистичката коалиција. Македонските граѓани знаеа да го изберат доброто наспроти злото, правдата наспроти неправдата и да застанат против фашизмот како едно од најголемите зла во човечката историја.
Денес, после 75 години споменот на 11 октомври и на народно-ослободителната борба не бледне. Наследството кое ни го оставија македонските борци, слобода и мир, нема да дозволиме никогаш да ни биде одземено и загрозено. Но овој голем празник уште еднаш да подсетиме дека борбата на денешните генерации кавадарчани и македонци треба да биде посветена на економскиот просперитет, борба за секое ново отворено работно место, вложување во образованието, здравството, инфраструктурата, во изградба на патишта, како и помош на нашето земјоделие. Тоа е нашата денешна борба која ја темелиме на споменот и почита кон описите претходни револуционери од кавадарци и Македонија кои ги дале своите животи или се вградиле себе си во развојот на Македонија. Нека ни е честити вековит 11 октомври, градоначалник на општина Кавадарци Александар Панов. Утрешниот ден е подсетување и незаборав за сите учесници и жртви кои представуваат гордост и мотив за сегашните и идните поколенија во остварувањето на целите и идеите на секоја генерација, рекоа денес на пресконференција од Социјалдемократската младина на Кавадарци, честитајќи го утрешниот празник на сите граѓани. Почитувани граѓани, прво да ви го честитам утрешниот празник 11 октомври, денот на Народното востание на Република Македонија. Локалниот клуб на Социјалдемократската младина на Кавадарци денес оствари средба со Сојузот на борците од Кавадарци, на која младите разговараа со луѓето кои изворно зборуваа за хероите кои не жалејќи се ги положија своите животи за слободна македонска држава. Утрешниот ден е подсетување и незаборав за сите учесници и жртви кои представуваат гордост и мотив за сегашните и идните поколенија во остварувањето на целите и идеите на секоја генерација, а воедно и континуирана борба за идеалот наречен слобода. Нема да ги заборавиме имењата на партизаните од нашиот крај: Пинџур, Брко, Пепето, Габерот, Мара Димова и сите оние кои длабоко ја врежаа саможртвата во македонската историја. Нека им е вечна слава и нека ни е честит 11 октомври. Питијадата во Велес урива рекорди, направена е джиновската пастрамајлија од 55 килограми. На саботната питијадна вечер беше направена джиновска пастрамајлија со тежина од околу 55 килограми, но должината и употребениот мастрав се поголеми од ланските две, кои имаа најголеми димензии дотогаш. Направена е од фурната којник и за нејзината подготовка биле употребени 50 килограми месо, 580 јајца и 40 килограми брашно. Питата беше долга 3,7 метри, а широка 1 метар. Понатаму питата се подели за 20 на минути, а посетителите донираа средства во касата на Црвениот крст. Годинава како новост се воведе и маскотата на манифестацијата. Тоа е Пита Пастрамајлија, во која беа облечени 4 момчиња. Тие шетаа по штандовите и имаше голем интерес за фотографирање со нив и од децата и од возрастните гости. Исто така оваа вечер урива рекорди и посетеноста за време на концертот на главната звезда Желко Јоксимовиќ. Десетици илјади гости беа присутни во саботата вечерта на Велешката питијада. Најголем проблем беше паркирањето, така што беа оставени автомобили и на приодните од градот, од бројните посетители кои дојде од другите градови во Македонија, за да го проследат концертот на Желко Јоксимовиќ. Бројката со која се лицитира е повеќе од 20.000 присутни и добро расположени гости. Следуваат информациите од спортот. Кавадаречките каратисти со општа берба на медали од меѓународниот натпревар Никола Градановски Нике, кој се одржа викендот во Скопје. Во саботата во спортската сала Автокоманда во Скопје се одржа меѓународниот натпревар Никола Градановски Нике.
Нова надпреварување учество зедоа надпреварувачи од 32 клуба од Македонија, Србија и Црнагора. Карате клубот Урбан Инвест од Кавадарци се здоби со пехар за најмасовен клуб. Владанка Аврамова освои 3 златни медали, со што беше прогласена за најуспешна надпреварувачка кај кадетите и јуниорите, а Петар Аврамов со 2 злата во поединечна конкуренција беше прогласен за најуспешен надпреварувач кај пионерите. Златни медали за карате клубот Урбан Инвест освоја Владанка Аврамова во кати поединечно за кадетки и за јуниорки, Петар Аврамов за кати поединечно родени 2004 и за родени 2003, Данка Стојкова кати поединечно за родени 2006, како и ката тимот кадетки и јуниорки во состав Владанка Аврамова, Ивона Муфтарова и Мија Маневска, ката тимот 2005-2006, Данка Стојкова, Надица Цветковска и Викторија Гурева и ката тимот 2007-2008, Кристијан Митрев, Мартин Прстенко, Благој Трајков и Димитар Станоев. Сребрени медали освоја Мија Маневска во кати поединечно кадетки, Анастазија Ристов кати поединечно родени 2004 и ката тимовите родени 2007-2008 во состав Надица Цветковска, Викторија Гурева и Сузана Гурева, родени 2005-2006 во состав Александар Стојков, Филип Гурев и Владко Гурев и родени 2003-2004 во состав Марија Трајкова, Мелани Богева и Снежана Габева. Со бронзени медали се закитија Ивона Муфтарова кати поединечно кадетки, Викторија Гурева и Мартин Прстенков кати поединечно родени 2007, Мелани Богева, Снежана Габева и Тодор Габев во кати поединечно родени 2004, Филип Гурев кати поединечно 2005 и Тодор Стојанов во кати поединечно за родени 2008. Нова надпреварување со 7 надпреварувачи. Учество зеде и карате клубот Тиквеш од Кавадарци. Во нивните редови Андреј Ѓорчев во кати поединечно 2007 освои сребро, а Тео Камчев бронза. Ката тимот во состав Ѓорчев, Димков и Грков се закити со бронзен медал, а малата Драгана Николова освои медал за најмлад надпреварувач. На нашите каратисти само ќе им посакаме да продолжат со успесите и во надпреварите кои доправа им предстојат. Во контролен надпревар Фени и Куманово одиграа нерешено 76-76. Последниот филтер за екипите на Малинков и Србиновски пред самиот старт на регионалната Библ лига беше токму нивниот меѓусебен дуел, односно контролниот надпревар кој го одигра во саботата во салата Јасмин. Средбата помеѓу Фени и Куманово, иако го имаше епитетот пријателски, сепак наликуваше на надпревар за бодови, според борбеноста и залагањето на актерите на теренот. Фени играше полетно, борбено и дисциплинирано во секој елемент на играта и го контролираше надпреварот и резултатот се до самиот финиш. Првиот период Фени го доби со 18-13, за на стартот на вториот период да ја качи предноста и на двоцифрен број 32-22. Двоцифрената предност Фени ја чуваше и одржуваше се до последниот период во кој се влезе со скоро 61-50. Во последниот период Кумановчани искористија можноста додека Магдевски одмараше, па преку расположениот Јанески ја стопија разликата, а на 2 минути до крајот и поведоа со 68-70. До крајот се играше кош за кош, па конечниот резултат некако беше и најреален епилог. Средбата заврши 76-76, по четвртини 18-13, 27-21, 16-16 и 15-26. Најефикасен во редовите на Фени беше капитенот Николовски со 16 поени, Шарабидзе постигна 13, Чешковиќ 12, а Павич и Магдевски по 11. Кај Куманово Јаневски уфроли 16, Миладин Пековиќ 12, Караколев 11, а Мијатовиќ 10. Новаа средба Фени беше без услугите на болниот Стајич, додека Србиновски за прв пат на дело можеше да ја види новата аквизиција по добрачите Радослав Пековиќ. За двете екипи оваа средба дефинитивно беше последна проверка пред стартот на Библ лигата, бидејќи Кумановчани веќе утре на домашен терен го пречекуваат црногорскиот представник Теодо, додека Кавадарчани во среда ќе му гостуваат на косовскиот вице-шампион екипата на Печ. Одличен настап на кавадаричките стрелци на меѓународниот турнир Македонија Open 11 октомври. Во саботата се одржа меѓународниот турнир Македонија Open 11 октомври со воздушно оружје меѓународна програма. Стрелачкиот клуб Кавадарци од Кавадарци зеде учество со 4 стрелци.
Надица Апостоловска Митровска, после цели 4 години за прв пат настапи на еден надпревар и го освои третото место со извонреден резултат од 403,5 круга. Инаку првото место го освои Анастасија Мудринич од Врање со 406,2 кругови. Андријана Соколова Колева го освои петото место со 391,2 круга, додека Никола Илиев беше шести со 384,8 кругови. Со воздушен пиштол за прв пат настапи Никола Илиев и го освои четвртото место со 299 кругови, а најмладиот учесник Александар Кицев го освои петото место со 272 круга. Следува временска прогноза. Времето утре претежно облачно со повремени врнежи од дожд, ќе дува умерен повремено засилен ветер од јужен правец, температура од 7 до 20 степени. Гледавте вести на програмата на КТВ, вие понатаму останете со нашите содржини.